Znači, kad kažem neopečeni, to znači дека имаат стекнато некакви финансии од сомнителни околности, иако јас сум прогласен за number one криминалец во Република Македонија, но Дами и господа, Сашо Тасевски. Мислам се слушаме, така? Че да видам. Го зајакнувало имунитетот. Па ја вака, ако продужам да отресам, ке станам отпорен на метак. Само дркањево, пазете, има една голема мана. Од многу дркање се оптеретуваат ушите. Од и кога дркаш цело време, пазиш да не влезе некој. Мене, например, многу ми се погоди дркањето и затоа многу касно се женев на 35. Овие сега муживе, па и после 40 не им паѓа на памет да се женат, бе. Си викам, па шо бе, глупо е да се жениш после 40 за малце. Али тешки малограѓани сме, кај нас. И за мажи и за жени важи тоа. До 30 сам се жениш, после 30 цело село те жени. Така ја кога бе ферген, ќе отидам на некоја свадба, а влезам у тоа салата за дочек, одма ќе ме нападнат 100 родни пријатели. Ајде, ти си следниот ал Господ! Ајде, ти си следниот ал Господ! Абе, ми се одмили идење по свадби. Абе, ми се одмили жени да гледам и да бркам. Абе, на секоја свадба исто. Ајде, ти си следниот ал Господ! Викам, како да се отарасам од душегрижници, и на крај ми текна. Почнав истото да им го зборам, али кој ќе ги сретнев на погреб. Ајде, ти си следниот ал Господ! После тој на свадби ме избегнува. Еј, али најуникатни сме на плажа у Грција. Муживе сите облечени у купачи спидо од 1993 избелени од 100.000 перења или у шорцеви од пазарче за 100 денари. А на сите им кажуваат ги купиле у Nike, само знакчево им паднало од солената вода. Еј, со тие шорцевите, секој пат кој ќе се наведнат вака, смајли ти праќаат со гзот. Овие жениве, ниједна на пешкир не лежи. Боже, пази, сите лежат на тупла лежалка до нив. Нес без вода. Кога ќе се сврти келнерот на друга страна, само го допунуе несот со вода. Купачите од децава обавезно ги сушат горе на чадори. Ги знаат сите пасворди од Wi-Fi на 200 метри радиус наоколу. Кога седнуваат да јадат, абе се сликаат со све. Со све и одма ставаат слики на Инстаграм и на Фейсбук. Абе прават селфи со све, од салфетките до кучето на газдата на таверната. Се сликаат и со јадењава на другиве маси. И се дерат на плажа, и зјапаат на плажа, и тепаат деца на плажа, и лажат на плажа, и селјаци се на плажа, и не само на плажа. Еве, кај матка во Скопје, па некој нешо матка. Овие од Дуи направиле дивоградби платформи плева. Али, која излезе Шилегов, ко крали Марко на прес,
која удри со тоа рачиштето вака по маса. Ждрак! Сакам да ги срушам сите дивоградби, ама не можам. Тоа е исто која да кажам, сакам да ја срушам Анџелина Џоли у кревет, али не можам. На Шилегов му биле рацете врзани. Веројатно кој што се нозете врзани на Анџелина Џоли. Абе виша сила, уствари, што се однесува до Анџелина Џоли, јас сум кај неа проблем, ја бе не и давам. Али што е вишава сила кај Шилегов, која е над законите и која што му ги држи врзани рацете, немам појма. И сега шо? Сега нишо, летово најубаво да се организираат на тие платформи Мисна дивоградба 2019. Ке се викнат мисици од Приштина и Тирана, појачени со естрадни уметнички украинки и србинки од Велешта и Чепчишта. И журка топ, локацијата е бомбона. Тоа природата на платформите, луѓе кои бил тамо е недопрена. Мислам беше недопрена, сега тамо сечат дрва на диво, а малце подоле од платформите ублизена на населбава пала ѓубре, исто така на диво. Што значи, ние сме у принцип диви луѓе. Диви луѓе у тесна кожа. Али, затоа, у загадување сме први у светот. Скопје минатава година стана светски шампион во загадување. Значи, не сме само први у јадење гомна на Фейсбук и у загадување сме први. Скопје бе светски шампион у загадување. Не е тоа случајно. Знаете на јапонски што значи Скопје? Градот у кој што прдна Годзила. Овие се од општина град Скопје решиле да го пријават на конкурс за најзелен град у Европа. Ако мислат за град со најзелени граѓани у Европа, па имаме шанси за титула. Абе у Скопје луѓе пушат за да си ги исплакнат градите од емпи честички и од смог. Абе децава у Скопје не искашлуваат члаем, туку горгонзола сирење. Најпосетена игротека у градот е оваа клиникава, болницава за детски белодробни заболувања. Деца плева внатре, бизнис на годината, али овие од невладиниве што се борат против загадувањето решија да стаат точка на тоа и ги викнаа на многу важен состанок градоначалникот на Скопје, министерот за екологија, овој командант Вентили што ги затвори вентилите у Липково кога беше 2001 војната, и овој замеников министер Макрадули. И дојде мислам дојде на состаноков Шилегов, цело време си играше Кенди Краш на мобилниот, на кур не ги стави. Овој командант Вентилито уопште не дојде, а овој замеников министер, он заспа. И на овие им било непријатно да го будат, пошто знаете како е кога си у опозиција 12 години и чекаш функција, тоа е многу заморниш, ако ќе добиеш функција, редно е малце да одмориш. Али, како и да е, на крајот на состанок се донесоа 3 важни заклучоци за заштита и превенција на нашето здравје. Првиот заклучок, да се воведе подитно дишење пар-непар. Денес дишеш, утре не дишиш, заутре пак дишиш. Втор заклучок, да се дише исклучиво кој има ветар, а ако не дува ветар, нема дишење. И третиот заклучок, кој што е најважен за превенција на нашето здравје, е да се иселите сите у Германија. Така е, луѓе, кога имаме политичари кои што се микс од мува и комарец. Јадат гомна, ти ја цицаат крвта. Арно, ама у Македонија, у Северна Македонија, не е најпознат инсект мувата и комарецот, туку пајакот. И тоа не е оној обичниот пајак, туку оној што крева коли. А главниот јунак во приказнава е Газда Беќо од Дуи. Например, он е легенда. Голем дипломат, само што не вози со дипломатски таблици, он уствари уопште не вози со таблици. Многу е мераклија да паркира на сред раскрсница и да сиде да си пие чај. А нашите полицајци кон него се однесуваат како голман на пенал. А ако го видат Газда Беќо лево, он идат десно. Така и тој ден, Газда Беќо си го паркирал джипов на сред булевар, си отишол да пие чај. Дошла некоја полицајка со пајакот, видела непрописно паркирано возило, му рекла на пајакот, кревај го. Арна, ама тогаш се појавил Газда Беќо. И онака многу културно, и пристапил на полицајката, многу љубезно и врзал 2 шамари, си седнал у джипот и си отишол. Никој со прст не мрднал. Газда Беќо така да удреше американска полицајка од американската демократска полиција. Прво, ќе го убија тука на место, па после ќе го приведа. Така се прави тоа тамо, демократски. Али нашава полиција е многу фина, љубезна. Она излегува со соопштенија за јавноста. Вчера, околу 12 часот, нашата службеничка СБ видела непрописно паркирано возило во сопственик на лицето ГБ.
и му рекла на пајакот да почне да го крева возилото. Меѓутоа во тој момент се појавил собственикот на возилото ГБ, кој многу љубезно ја замолил полицајката да не му го крева возилото. При тоа, лицето ГБ штригнало зашто претходно јадело макало со лук. Полицајката, заплисната од здивот на лукот, инстинктивно се вратила неколку чекори назад и со лицето удрила 3-4 пати во пајак возилото. Штрак, 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 при што се добила со тешки лицеви повреди. МВР, СДС ДПМНЕ, многу жали за несрекниот настан и му се извинуваме на лицето ГБ што му ја кревавме колата, со ветување дека никогаш повеќе нема да му ја креваме. Во исто време го информираме дека против пајак возилото ќе биде поднесена соодветна кривична пријава. Многу откачено е. Исто кова со истополовиве бракови со посвојување во деца и со бришењето на именките мама и тато и нивна замена со родител А и родител Б. А не ви е тоа откачено, а малца, нели е фенси, европскија малца, онака, многу е јако. Вие го сваќате тоа? Мислам, пазете, не ме сваќате погрешно. Мислам, ја не сум ни хомофоб, не сум ни верник, мислам. Мислам у принцип, ајде да кажеме, не имам обичај да се дефинира, али да кажеме дека сум атеистик. Ама луѓе, традиционалниот брак меѓу маж и жена подразбира баланс. Знаете на каков баланс мислам? Например, едниот од партнерите секогаш стои што го моча капакот на шолјата затоа што моча стоечки. Меѓутоа затоа има друг брачен другар на кој што тоа мочење на капакот на шолјата му смета затоа што овој моча седечки. И цело време се обидува да го воспита својот брачен другар што моча стоечки да му каже дека тоа така не треба. Тоа е тој баланс природен. Сега, ако се двајца истополови машки партнери у браков, нема кој на кого да делува воспитно образовно да не го моча капакот на шолјава. Уште ако имаат посвоено машко дете, па кој ќе му каже на тоа дете дека не е хигиенски да моча капакот на шолјата? Абе тие деца ќе бидат постојано дезориентирани, нема да знаат кој правец да го фатат. Еве, дури под услов и да остане она именките мама и тато. Замислете се ова дете оди кај едниот од двајцава машки родители и му вика: "Тато, тебе голем ти е?" "Табе сине, али нека она мама." Или замислете се, детево слуша дома караница меѓу машкиве родители. "Злате ме! Па пак си ми ги земал розевките танга, па тие се мои, твоите се овие виолетови со мечиња, па немој да си таков. Сакам одма да ми ги вратиш, одма. Или замислете, детево иде во школа од истополови машки партнери, иде во школа и нормално ќе чујат некој другарче дека мајка му го родила, го извадиле од стомакот на мајка му и сега детево нормално кod дете љубопитно ќе дое дома. Ќе застане пред двајца машки родители, ќе ме рече: "Добро бе луѓе, кој од вас двајца ме роди?" Шо ќе му кажат? Бе? Тетка ти те роди? Абе деца уште пред да влезат у пубертет бардовци ќе фатат бе. Абе цел свет отиде у курац. Начело со нас. Виенски бал во можеби најкртиот главен град во Европа. Виенски бал во Скопје. Тоа е исто кога да туриш тартуфи у Компирманџа. 1200 евра резервација на маса. Уште 2000 евра за нова гардероба. Многу е глупо да те видат у старата од минатиот бал. Тоа, после балот фрчат слики на Инстаграм и Фейсбук. Благородништвото од Делјадровци и Конопиште сака да се покаже. Лордови и грофици у полн сјај. Лордови и грофици у полн сјај, иако малку подзаборавиле на првиот сек што го имале у шталата на дедо им, доека на метар од нив испарувала свежата лепешка на кравата Руменка. После балот, на враќање дома пак ќе се измочаат у лифтот. Абе многу е тешко да додржиш овие сортни вина, нели, и шампањ во француски. Шприцер со сортно француско вино од 1947 многу ја дуе бешиката. Сабајлето мамурни пак ќе го остават ѓубрето пред врата да ферментира 2 недели. Или со него ќе огаѓаат контейнерот од тераса. Абе некои работи не се учат преку ноќ. Например, да научиш да играш валцер на Штраус. Оној кореографот што им доаѓа 2 недели пред балот да ги учи за 200 евра од саат да играат. Не е семоќен. Ги гледаш на балот, пак се подгазуваат и се смеат као шлакнати. Значи не постои таков бал што може да ја покрие нашата малограѓанштина и простотилак. Виенски бал, направен по концептот "Где си била кад сам био Нико", не е ниту бал,
Ниту е виенски, селски е, ги прави уште поголеми селјаци. Затоа, джабе го сменив мимето у Северна, кога станавме малограѓани у душа, а проблемите ни останаа исти. За овде да се решат сите проблеми и да дое живот у Македонија, не треба да влезат у коалиција СДСМ и ДУИ или ДПМН и ДУИ со БЕС или не знам како. Овде за да дојде живот, треба у коалиција да влезат Дедо Мраз, Златната рибка и духот на Аладиновата ламба. Само таа коалиција ни е спасот. Покажавме ние дека не сме способни да имаме стабилна и правна држава. Джабе Адам и Ева беа македонци. Не се смејте. Вистина беа македонци, има и докази за тоа. Знаете по што се гледа? И они беа голи и боси као нас и замислуваа дека се у рајот. И не се само они македонци од познативе светски личности, а има и други. Оваа црнкињава водителка во Опра. Не се смејте, исто е македонка. Абе не се смејте, чистокрвна прилепчанка. Знаете како го има добиено името? Ко била млада. Ко се шетала по чаршијата во Прилеп. Секој што ќе ја видел викал: "Море, види го какво е ова црново да му го опрам." Да им го опрам ја и новие председателскиве кандидати што беа. Ај, 20 професори се тепаа кој да биде председател на Северна Македонија. Абе да пресечеш вини од досада, бе, ко фатија да се тепаат со цитати на Хобсбаум, Черчил, Де Гол. Абе, порано беше задоволство да се гледаат во разни кампањи Љупчо и Бранкове. Тоа беше романтично време. Кој ќе му речеш едниот на другиот, бране, абе, имавни една црта, вапни виски, дој ќе правиме муабет. Љупчо, абе, не ади гомна. Барем ја као тебе не се облакам у генералски шинели и не се гледам гол предогледало Нарцис 7 пизда ти матер. Овој новиот председател Стево за време на кампањата само идеш и само ги тапкаше по рамо вие граѓаниве. Тоа го избра, сега ќе биде кој бе тркалам, сме го гледале тој филм. Оваа Пасилјановска, она као да беше кандидат на некоја интергалактичка федерација и као прв пат у Македонија да дое.